Антикорупцијската комисија ја има завршено работата за Мерко. Другото е на надлежните институции кои одамна требаше да бидат будни за конкретниот случај и кои сакаат да си ја префрлаат одговорноста бидејќи со нив се е навреме испратено, рече Совка Пеовска-Дојчиновска од Државната комисија за спречување на корупција во емисијата Анализа на телевизија 24. Апсолутно како пакет, затоа што пак, уште еднаш, секогаш се навраќаме, ние сме превентивно тело. Тоа што ја имаме алатката, дека можеме да покренеме иницијатива за кривично гонење, ако имаме сомневање, ние само имаме сомневања, ние не можеме нити кај нас, нити не е ни основано сомневање, ме разбирате. И затоа ние сме испратиле и иницијатива за кривично гонење до обвинителството, која никаде ја нема патем во овие 6, не се споменува, а ни одговараат дека се работи. И додека јавноста и понатаму очекува институционална разврска на случајот и оставка од струшкиот градоначалник, тој после една недела молк вчера се јави со статус на Facebook, но освен ветување за транспарентност и соработка, не спомна повлекување од функцијата. Напротив, им порача на стружени дека и оваа криза заедно ќе ја надминат. Председателот на Собранието, Талат Џафери, утринава на брифинг со новинарите, рече дека оставката на неговиот сопартиец е лична работа, бидејќи тој бил избран од граѓаните. Ако се потврдат наводите од Стејт департментот, може да се разреши од партиската функција. За градоначалничката функција нема потреба јас да коментирам. Тоа е друга власт, произлегува од граѓаните на директни избори. Друг коментар може да се свати како мешање на властите. Јас сум претседател на собрание и не можам да сугерирам кој што треба да прави. Тој е избран на избори и одговара пред граѓаните. Партијата не сугерира што ќе правите со себе. Институциите треба да постапуваат. Партијата не е башибузук, туку има статут. Инаку обвинителството се уште ги чешла активните и затворените предмети против Мерко. 4 член тим замина во струшкото обвинителство и во вишото обвинителство во Битола, а по проверките ќе треба да направат извештај дали и кој потврлил во овие предмети. Комисија формираше и судскиот совет, но за разлика од тимот на обвинителството, советот оди од судија на судија во судот во Струга за да ги прашаат дали некој им вршел притисок при одлучувањето во одредени предмети.